Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска во оваа емисија. Залудно е да се очекуваат резултати од вакво обвинителство. Премиерот Мицкоски вели дека не се превзема ништо за пријавите од институциите. Обвинителството со детали за убиството во Тетово, определен притвор за 4 осомничени. Пензиите се загарантирани и зголемени. Владата подготвува и мерки за младите да останат дома, вели заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Европскиот фронт слабе е пред избори. Демократската партија на турците на Македонија ќе настапува самостојно. 155 лица од Тетовската болница ќе се вработаат по изборите. На болницата и требаат повеќе од 300 луѓе. Македонеци двајца Срби убиени во Боливија. Телата биле спакувани во црни кеси по бруталното мачење и екзекуција. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк прашува кој сака крај на комплексот Ловец. А на самиот почеток да ја проследиме и следната вест. Јавен обвинител од основното јавно обвинителство Тетово донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице кое е осомничено дека сторило кривично дело, убиство по член 123 став 2.3, потоа неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи по член 396 и тешки дела против општата сигурност од член 292 став 1 во врска со член 288 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник. За истите дела со него како соизвршител е осомничено едно дете за кое е поведена постапка согласно Законот за правда за децата. Наредба за спроведување истражна постапка е донесена и против две лица кои се осомничени дека како соизвршители сториле кривично дело убиство во обид по член 123 став 2.3 во врска со член 19, потоа неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи по член 396 и тешки дела против општата сигурност од член 292 став 1 во врска со член 288 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник. На 10 август на улицата Благоја Тоска во Тетово, првиот осомничен и детето во судир со законот со умисла како соизвршители и со употреба на огнено оружје, автоматски пушки кои на граѓаните им се забранети, лишиле од живот едно лице, а го довеле во опасност и животот и телото на други лица, вклучувајќи и еден од останатите осомничени. Со автоматските пушки тие испукале повеќе куршуми кон автомобил Голф со кој го погодиле сега покојниот кој бил на возачкото седиште. Два проектили завршиле во градниот кош на совозачот кој се здобил со тешки телесни повреди со конкретна опасност по животот. Еден проектил завршил во десната надколеница на дете родено од 2012 година кој се затекнало во непосредна близина, пошто осомничениот заедно со детето во судир со законот се оддалечиле од лице место. Иако бил ранет од престрелката, вториот осомничен и уште едно лице извадиле огнено оружје, пиштоли и почнали истовремено да пукаат кон возилото кое се оддалечувало и при тоа погодиле друго лице кое се здобило со тешки телесни повреди во торакалниот дел, а куршумите завршили во возило на жена чија сигурност исто така била загрозена. За сите осомничени, вклучувајќи го и детето во судир со законот, јавниот обвинител предложи определување мерка притвор. Осмата Егеј наш македонски солзи пролеа од гради топли мајчински дечиња се откина по светот се распрсна детски игри оставија. Каде се Македонија?
48-ta, dalekuje detstvo to, detstvo minato. Spomen tažen ostana, za rodna kukja tatkova. Zborod tažen majčinski, majka ne zaboravajte. Kade ste Makedončinja, kade ste kaj otidovte, žalno plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Kade ste Makedončinja, kade ste kaj otidovte, žalno plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Evropa, Kanada, Amerika, Australija, glas od složnog krena, Makedonci te, i nije pravo imame, slobodno da živeme, vo zemlja naša tatkova, mila Makedonija. Kade ste Makedončinja, kade ste kaj otidovte, žalno plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Kade ste Makedončinja, kade ste kaj otidovte, žalno plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800
275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Опадна магла во поле, мамо, во поле зелено. Ај не ми била магла бре, мамо, тук биле три девојки. Ај не ми била магла бре, мамо, тук биле три девојки. Ај види прашај ги мори, мамо, која е за мене. Ај таја е за тебе бре, синко, со тие долги коси. Ај таја е за тебе бре, синко, со тие долги коси. Ај види прашај, мори, мамо, што сака да и купам. Ај таја сака ѓердан бре, синко, од тебе да и купиш. Ај таја сака ѓердан бре, синко, од тебе да и купиш. Премиерот Христијан Мицкоски смета дека борбата против криминалот и корупцијата не може да се води со вакво обвинителство и републички обвинител. Институциите, вели тој, постојано поднесуваат пријави за сторен криминал, но нагласува дека обвинителството не презема ништо. Институциите преземаат мерки, доставуваат пријави, но треба обвинителството да преземе. Тоа е суштината. Не можете вие со ова обвинителство, со овој обвинител да очекувате резултати во борбата против корупцијата и криминалот. Може да ги набројам, можеби 100-200 пријави од страна на институциите кои се доставени до обвинителството. Таму нема никаков резултат, така што треба обвинителството да преземе, изјави Мицкоски во одговор на новинарско прашање дали не е време институциите да преземат мерки со оглед на тоа што Државниот завод за ревизија постојано објавува извештаи за криминали и недоследности. Според Мицкоски, кој присуствуваше на увид на градежни активности на патот од Климештица до Охрид, институциите постојано преземаат мерки, но како што нагласи, тоа со овие обвинители и со овој обвинител е залудно. Собранието на 29 јули годинава со 71 глас за и без ниту еден против и воздржан ја прифати интерпелацијата за работата на републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски, поднесена од Левица. Собранието изгласа и заклучок во кој констатира дека наводите во интерпелацијата за работата на државниот јавен обвинител Коцевски се основани и кој требаше да се достави до владата и до државниот јавен обвинител.
Шокантно тројно убиство ја потресе јавноста во регионот откако во Боливија беа пронајдени телата на еден македонски и двајца српски државјани спакувани во црни пластични кеси. Според неофицијалните информации што ги пренесува белградска политика, сите тројца биле брутално мачени пред да бидат ликвидирани. Телата се испратени на обдукција со цел да се утврдат точните причини за смртта, а официјална идентификација се уште нема. Сепак, медиумите јавуваат дека убиениот македонец е Дејанчо Л, додека еден од србите е Милјан Ќ, познат под прекарот И3, од Ниш, наводен предводник на меѓународна организирана криминална група, која транспортирала големи количини кокаин од Јужна Америка во Западна Европа. Како што наведуваат извори, Милан Ќ бил ликвидиран најверојатно на територијата на Боливија, и третиот убиен, исто така од Ниш, се движел низ Јужна Америка со лажни идентификацијски документи. Истражните органи во Боливија, со поддршка на меѓународните полициски служби, работат на расветлување на случајот, кој според првичните информации е поврзан со меѓународни наркокартели и криминални пресметки. 3 лица беа уапсени за истражни цели по откривањето на 3 тела во зградата лоцирана на 3-тиот кружен пат на авенијата Алемана, северно од градот Санта Круз де ла Сиера. По дознавањето за случајот, обвинителот задолжен за истрагата пристигна на местото на настанот за да ги спроведе почетните истражни чекори. Во моментов имаме прелиминарен полициски извештај, записник и пребарување на местото на настанот, законско отстранување на телата, меѓу другите елементи што се анализираат за да се разјасни ова тројно убиство. За овој инцидент 3 лица беа уапсени за истражни цели, извести обвинителот на одделот Санта Круз Алберто Зевалос. Според извештајот доставен од назначениот обвинител Херлан Родригес, откривањето се случило околу 1 час од наутро на 13 август, откако полицијата добила итен извештај. Požaranče, blagujno dejče mori, požaranče. Otvori mi džamli penđe, sakam da te vidam jas. Otvori mi džamli penđe, sakam da te vidam jas. Dej gidi ace more, ađam jo. Dej gidi ace more, ađam jo. Što da otvoram džamli penđer, koga ne te sakam jas. Što da otvoram džamli penđer, koga ne te sakam jas. Blagujno dejče mori, požaranče. Blagujno dejče mori, požaranče. Ja podaj mi rusi kosi, sakam da gi mrsam jas. Ja podaj mi rusi kosi, sakam da gi mrsam jas. Dej gidi ace more, ađam jo. Dej gidi ace more, ađam jo. Što da dadam rusi kosi, koga ne te sakam jas.
samo da te zemam jas. Ke prodavam saraj kuća, samo da te zemam jas. Dej gidi ace more, ađam jo. Dej gidi ace more, ađam jo. Ke prodavaš saraj kukja, samo da me zemeš ti. Ke prodavaš saraj kukja, samo da me zemeš ti. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк преку соопштение до јавноста образложува дека општината одржала презентација на детални урбанистички планови, според кои се предвидени да се градат нови висококатници во комплексот познат како Ловец. Го пренесуваме соопштението во целост. Кој сака крај на комплекс Ловец? Пред 2 дена се одржала јавна презентација за неколку нацрт детални урбанистички планови, меѓу кои за УБ42, кој го опфаќа и култниот ТЦ Ловец. Информацијата за презентацијата била објавена на само 2 дена пред нејзино одржување. Ваквото постапување станува пракса, веројатно со цел дел од заинтересираните граѓани да немаат време да одложат работни и други обврски и да дојдат на презентацијата, ниту пак да дознаат. Индикативно е што на оваа презентација лично присуствувал и градоначалникот Билјалка Сами, иако тоа досега не е честа пракса, а сега се случува и непосредно пред веќе распишаните локални избори. Планот предвидува нова површина за градба висока 8 метри со намена за трговски центар, на местото за целиот комплекс Ловец, која ќе ги зафати сите постоечки бараки. Во средината овој габарит се издигнува на 5 ката и висина од 19,2 метри, а на неговите краеви се издигнуваат две огромни десеткатници со планирана висина до дури 34,2 метри. Да напоменеме дека сообраќајното решение во нацртот предвидува единствен влез и излез за внатрешноста на блокот само преку сегашниот пристап, односно кракот пред Стара пошта, а дополнителен колски пристап кон внатрешноста со кој би се растоварило ова тесно грло секако не е возможен и изводлив. Понатаму долж улиците Страшо Пинџур и Тодор Циповски Мерџан, нацртот предвидува 8 катници на местото на сите сегашни стари згради од по 3 и 4 ката, и тоа во непрекината низа на целиот потек. Понатаму долж улиците Страшо Пинџур и Тодор Циповски Мерџан, нацртот предвидува 8 катници на местото на сите сегашни стари згради од по 3 и 4 ката, и тоа во непрекината низа на целиот потек од некогашниот ресторан Ловец преку деликатес, пасажот Жито Полок, па се до Стара пошта. Прашуваме дали постои здраворазумно образложение зошто и кому е потребно на ова место и во тоа обкружување од градски плоштад, булевари, други деловни и стамбени објекти и веќе енормни гужви да се предвиди толкаво зголемување на бруто изградената површина, а особено се предвидат тие две нови огромни кули внатре во блокот. Зошто по секоја цена се прави притисок на сообраќајот, водоводната и канализационата инфраструктура, но и циркулацијата на воздух и изложеноста на сончева светлина. На крајот прашуваме кој е иницијатор на ова менување на деталниот урбанистички план за УБ42, кој го опфаќа ТЦ Ловец. Чи интерес е ваквото урбанистичко планирање на Тетово? Во јавен интерес сигурно не е. Зошто не се иницира замена на фасади, партерно уредување, зеленило и урбани содржини во овој блок, по примерот на скопските општини Центар и Карпош, на товар на општината, а во интерес на урбан развој на централното градско јадро. На крајот прашуваме до кога, се вели во соопштението на иницијативата Тетово сака парк. Заплакало е Мариово, заплакало, за тој ми Ѓорги сугаре. Каде си Ѓорги сега да дојдиш, леле да дојдиш, од душманите да не
Тогаш извикна Георги Сугаре, провикна од Емир Хисарските Балкани. Слушам ве народ, народ поробен, леле поробен. Слушам ви гласој, гласој жалосни. Сега за скоро јас ке дојдам, ке пристигнам со 30 одбрани момчиња. Сите со куси мали хери, мали хери. Сите со нагат леволвери. Колку ми тргна Георги Сугаре да оди во тоа село Паралово. Бог да ги бие шпионите параловци. Георгија што ми го предадоја. Слушај бре Георги, Георги Сугаре, послушај, ако ти сакаш за да куртулиш, накачи горе кај чукарите, кај манастирот. Ако да сакаш ти да куртулиш, тогај се Георги, Георги излага, прелага, накачи горе кај чукарите. Кога ќе види, што ќе види Георги Сугаре, од сите страни Георги Сардисан. Тогаш извикна Георги Сугаре, провикна на неговата верна дружина. Клавајте гуњи, гуњи пуси, леле пуси. Зошто се камен тешко наидува? Згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави. Сета дружина моја убија. Тогаш извади нагата револвер Георги Сугаре. Сами од крвта си ја пролеја. Згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави. Сета дружина моја убија. Сами од крвта си ја пролеја Георги Сугаре. Жив на душа
душмани не се предаде. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ovaj softa
Медицинскиот персонал кој со години работи со договор на дело во Тетовската клиничка болница, решение за трајно вработување ќе добие по локалните избори, изјави во Тетово министерот за здравство Азир Алију. Министерството објави дека хонорарците имаат валидни договори за вработување на определено време до 31 декември 2025 година и дека е обезбедена согласност од Министерството за финансии за вработувањата во клиничка болница Тетово. Направени се тестирањата на кандидатите на 7 јули 2025, а постапката за вработувањата е ставена во мирување поради распишувањето на локалните избори. Во моментов, поради законските пречки, ќе треба да почекаме локалните избори да поминат и понатаму да се продолжи уште последниот чекор во оваа постапка. Нема да завршиме тука, бидејќи анализите покажуваат дека во Тетово има потреба од над 300 вработени. Ние ќе отвориме и друга постапка, се со цел да може да се намали тој јаз меѓу потребите и услугите што ги нуди болницата, рече Алију. Според него, за 155 работни места се пријавиле 290 кандидати, па затоа по изборите ќе има уште еден конкурс за вработување медицински персонал. Тие се дел од инфраструктурата, дел од болницата во Тетово и тие веќе работат и ќе работат до тогаш. Тие беа дел од процесите за да можат да бидат вработени од нив 155. Со другите најверојатно ќе почнеме уште една процедура, бидејќи има потреби за човечки капацитети, рече Алију. По новинарски написи за штрајк на вработените во пералницата при клинички центар Мајка Тереза во Скопје поради неисплатени плати, министерот одговори на новинарско прашање дека разговарал со нив со цел да продолжат со работа, како и да се најде решение. Владата ме задолжи како министерство и како министер да почнам преговори со приватната компанија со која има јавно-приватно партнерство за да најдеме решение. Тоа приватно партнерство со таа компанија датира од 2019 година. До сега немаме никаков резултат и сега треба да видиме дали е пречката во административните процеси или од наша страна како партнер во овој проект или пак од страна на приватниот партнер. Колегите вработени кај нас веќе се на работа и ќе го чекаме исходот, што ќе биде брзо, најверојатно максимум за недели, истакна Азир Алију.
Нема место за страф, пари за пензии има и ќе има и во иднина, и тоа зголемени, порача заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Гостувајќи на телевизија Канал 5, Велковски одговараше на прашања поврзани со иселувањето на младите и истакна дека економскиот сегмент е клучен фактор што најмногу влијае врз одлуката на едно семејство да остане или да замине од земјата. Тој нагласи дека владата презема конкретни економски мерки, вклучувајќи намалување на инфлацијата, отворање нови работни места, особено во приватниот сектор со повисоки плати, како и пакет други мерки во здравството, образованието и системот на детски градинки. Преземаме сет мерки за да има мотив младите да останат и да не се иселуваат. Веќе има резултати. Имаме стратегија и за зголемување на наталитетот, изјави Велковски. Во врска со проблемот со питачењето, особено кај децата, заменик министерот откри дека постои план и конкретни чекори за негово решавање, кои вклучуваат работа и со семејствата и со самите деца. Тој истакна и дека се решава проблемот со недостатокот на вработени во детските градинки. Критикувајќи го претходното работење, Велковски нагласи дека сега се постапува системски и се надминува проблемот со долгите листи на чекање при запишување деца во градинки. При тоа се инвестира во изградба на нови објекти и проширување на постојните капацитети. Говорејќи за жалбите за работата во одделни центри за социјални работи, тој призна дека во минатото се констатирани недостатоци, но посочи дека инспекциите се засилени на терен за побрзо и поефикасно решавање на проблемите. Според него во изминатите години имало сериозни затајувања на системот, но за една година е постигнато видливо придвижување. Što sam videl deče ubavo, ubavo, što sam videl mome kalešo oko zeleno, s divotom i pod zastana, kaj nea oko stana, umot si go izgubim, kaj trgnav sum zaboravim. Koga daval Gospod mome, kaj tebe lično ti ja nacrtal jedna ikona. Koga daval Gospod mome, kaj mene meraklija pesnata da me opiva. Životoci teče, nerakot me peče, se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, takav život sakam do veka. Životoci teče, nerakot me peče, se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, takav život sakam do veka. Što sam videl dejče ubavo, ubavo, što sam videl mome kalešo oko zeleno. Mene žarot na srce, a nejake fot na lice. Sve što imam prodavam, za takvo dejče da imam. Koga daval Gospod mome, kaj tebe lično ti ja nacrtal jedna ikona. Koga daval Gospod
Kaj mene Meraklija pesnata da me opiva. Životoci teče, merakot me peče, se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, takov život sakam do veka. Životoci teče, merakot me peče, se za tije oči zeleni. Jedna raka ljubov, jedna raka sreća, takav život sakam do veka. Министерството за дигитална трансформација останува посветено да ги доближи електронските услуги до секој граѓанин, особено до оние кои немаат дигитални вештини или пристап до компјутер и интернет, рече министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, кој изврши увид во реконструкцијата и реновирањето на новиот центар за услуги во Делчево. Нашата цел е секој граѓанин да може лесно да пристапи до услугите на порталот на Министерството за дигитална трансформација. Центарот во Делчево ќе биде место каде граѓаните ќе добијат поддршка и знаење како да пристапат до потребните услуги, изјави Андоновски. Тој нагласи дека отворањето на центарот се очекува во септември, а граѓаните ќе можат да ги користат сите услуги кои им се потребни на едно место. Во новиот центар ќе бидат достапни повеќе од 300 услуги, меѓу кои уверение за државјанство, имотен лист, потврди за стаж од пензискиот фонд, услуги од Агенцијата за вработување и други електронски услуги од државните институции. Во моментов на порталот се достапни 200 услуги, што представува значителен раст во споредба со претходно. Граѓаните покажуваат голем интерес за дигитализацијата на услугите, што е охрабрувачки за нас, додаде министерот. Андоновски речи дека интересот за користење на порталот значително се зголемил од 1000 корисници месечно на 7400 корисници месечно, што представува зголемување за 7,5 пати. Министерот посочи дека и покрај предизвиците како што се дигиталната писменост, обуката на институциите и нивната подготвеност за дигитализација, соработката со најголемите институции дава значајни резултати. Покрај Делчево, Министерството планира отварање на центри за услуги во другите градови, меѓу кои Свети Николе, Крушево и Неготино. Еднаш покрај мене та, кога ми на срцево за миг ми застана. Од тогаш на неа везде само мислам и по неа само копнеа. Пазе мајка што ја родила, да е лична ко само вила. Ема, ема, мома убава, само ко за мене да е родена. Мерак голем имам, ема, да ја земам и со неа цел живот да поминам. Мерак голем имам, ема, да ја земам и со неа цел живот да поминам. Ема, 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 убава, сакам да ми бидеш невеста. Ема, 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 убава, со мене да бидеш до века.
невеста. Ема, 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 убава, со мене да бидеш до века. Ема, 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 убава, сакам да ми бидеш невеста. Ема, 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 убава, со мене да бидеш до века. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Демократската партија на турците на Македонија, која досега беше дел од коалицијата Европски фронт предводена од ДУИ, преку официјално соопштение објави дека органите на партијата донеле одлука на престојните локални избори закажани за 19 октомври 2025 година да настапи целосно самостојно. Денес, како Демократска партија на турците на Македонија, се обраќаме пред вас со одлука што ќе отвори ново и значајно поглавје во политичката историја на турската заедница во нашата земја. По долги и темелни консултации со нашите членови, органи и сограѓани, Централниот управен одбор и Централното собрание на партијата донесе едногласно одлука дека на локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври, партијата ќе настапи самостојно со сопствени кандидати за советници и кандидати за градоначалници во општините каде што живее претежно популација од турската заедница, истакна од партијата. Оттаму нагласуваат дека за нив изборите не се обична трка за советнички места, туку борба за достоинствено, јасно и ефикасно политичко представување на турската заедница. Во согласност со јасно изразената волја на народот, донесена и одлука за излегување од коалицијата Европски фронт. Со овој чекор ја зацврстуваме нашата независна политичка позиција и ја потврдуваме нашата решеност директно да му служиме на народот, без посредници и компромиси што би ја разлабавиле нашата мисија. Демократската партија на турците на Македонија останува верен и доследен чувар на интересите на турската заедница. Велат од партијата, листите за советници, како што истакнуваат, ќе бидат составени во непосредна соработка со граѓаните. Вратите на партијата остануваат отворени за секој кој сака активно да придонесе за подобра иднина. Секој наш кандидат ќе биде дел од народот и глас на народот. Ние ќе действуваме целосно независно, водени од нашата визија, принципи и верба во заедничките вредности, додаваат од партијата. Што други ден е ноќе силно свират земјата, ја затресува. Тафан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што бие таму добро ми е, таму кај што други ден е ноќе силно свират земјата, ја затресува. Тафан кај што бие таму добро
blika zemljata od pesmi vrije, ti je Makedonija. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što ljubi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesmi vrije, ti je Makedonija. Тоа би било се за денес, а за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Царот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Од првин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги.
Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцезата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар. Следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата.
Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришел до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, да веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на